Почитувани сограѓани, драги пријатели, ете не повторно горди, исправени, храбри и одлучни, решени да одиме до крај, до конечен пораз на погубните политики на актуелната власт, пораз на тиранијата и режимот, решени да ги одбраниме слободата и правдата, да одбраниме демократијата, вредностите за кои низ историјата се бореле и нашите предци, а за жал ќе мораме и ние денес. Почитувани сограѓани, драги соборници, со се она што правиме во сегашноста, го креираме нашето минато, нашата историја, но отвараме и пат за нашата иднина. Ајде сите заедно да ги направиме и сегашноста и иднината среќни и перспективни, да ги направиме слободни и демократски. И да знаете, не сме сами во таа наша намера. Поддршката се зголемува секој ден. Стануваме се побројни и побројни, посилни и похрабри. И не има од секаде, ама баш од секаде. Сега ви ја представувам и ја повикувам да ви се обрати господјата Хелена Аустрел од нашата сестринска партија Социјалдемократерна од Upplands-Bro, Шведска, од каде доаѓа огромна и безусловна поддршка. We have been working with SNS here in Vittula for a couple of years now. I have been here several of times. Работиме заедно со општинската организација на СДСМ Битола веќе неколку години наназад и сум ја посетувала Битола повеќе пати. Last time I was here was in November. Then SDSM, in a very good way, were working with their local issues. Последниот пат кога бев во Битола, лани во ноември, СДСМ Битола работеше на изнаоѓање на решенијата за локалните проблеми на граѓаните од овој град. They had been asking over 20,000 families what they think was the most important issue for their future. СДСМ Битола проведуваше акција кампања преку која посети 20.000 семејства и разговараше со граѓаните за нивните најважни приоритети и проблеми со цел подобра иднина и развој на Битола. An excellent way, an example of practicing democracy through which people decide what is important in their lives and what changes they want to have. Одличен начин и пример на практикување демократијата, преку која граѓаните одлучуваат и кажуваат што е битно за нив и какви промени сакаат да направат. This is the way we constantly work in Sweden, so we can make changes in the infrastructure, social care or education issues, for instance. На овој начин константно работиме и ние во Шведска и ги правиме промените во инфраструктурата, социјалната грижа или, например, во образовниот процес, се само во интерес на граѓаните. One change we made in Upplands-Bro recently was the time for trains to come. We made it easier for people to come to their workplace. Една од последните промени кои ги направивме во нашата општина Upplands-Bro е зголемување на ефикасноста на јавниот превоз со возовите, набарање на граѓаните кои одат на работа со воз, бројот на линии се дуплира и на тој начин тие полесно стигнуваат до своите работни места. Stockholm is a growing city, so we have to listen where people wants to live, so we can build in that places. People's opinion is important in a democracy. Стокхолм е голем град кој брзо се развива. Затоа мораме да ги слушаме потребите на граѓаните и на тој начин да обезбедиме брз развој на самиот град. Мислењето на граѓаните е најважно во една демократија. Last time when I was here in November, SDSM was working hard in a campaign to get to know what people want and think and to offer solutions for those problems. Во ноември кога бев тука, СДСМ Битола работеше на кампања за да ги слушне потребите и размислувањата на граѓаните со цел да понуди соодветни решенија. I am shocked when 2 months later I came back and find out that opposition representative in the parliament
elected by the people were thrown out from the parliament. Бев шокирана кога се вратив овде во Битола 2 месеци покасно и кога слушнав дека представниците на опозицијата во Собранието на Република Македонија, избрани од граѓаните, беа исфрлени од парламентот. I was shocked when I saw the video with representatives from media also was thrown out. Parliament should be a holy place for democracy. Бев шокирана кога го видов видеото на кое се гледа како представниците на медиумите исто така беа исфрлени од парламентот. Собранието на Република Македонија треба да е свето место на демократијата. The political works for now for SDSM and the Macedonians is to establish democracy again. The regime of Nikolai Gruevski has showed their true ugly faces and that they don't find democracy important. Политичката борба сега на СДСМ и на македонците е за да се врати демократијата во државата. Режимот на Никола Груевски го покажа своето грдо лице и докажа дека демократијата не му значи ништо. SDSM and people in Macedonia, your main issue now is to work against the corrupt regime that don't know how to lead a country in a democracy way. СДСМ и граѓани на Македонија, вашата цел сега е да се борите против овој режим кој не знае и не сака да управува со Македонија на демократски начин. You are doing a hard and important job here in Bitola, which I have followed, in Skopje, which I have followed, and all over Macedonia for democracy. Имате тешка, но многу важна борба за демократијата овде во Битола, Скопје и низ цела Македонија. Macedonia deserves democracy. Macedonia deserves better future. Macedonia needs the union for the future. The Social Democrats in Sweden will continue to support you in your fight for democracy. Македонија заслужува демократија. Македонците заслужуваат подобра иднина. На Македонија е потребен сојузот за иднината. Социјал-демократите од Шведска ќе продолжат да ве поддржуваат во борбата за демократија. When I come back next time, probably in a couple of months, I'm sure SDSM and their partners has won the election in a democratic and fair way, and the better future for Macedonian has begun as the people wants. Кога ќе се вратам овде за неколку месеци, сигурна сум дека СДСМ со своите коалициони партнери ќе победат на фер и демократски избори и ќе го започне нова светла иднина за овој народ. Där живее SDSM, där живее Bitola, där живее Macedonија. А сега го повикувам да ви собрати подпредседателот на Социјал-демократскиот сојуз на Македонија, Гордан Ѓорѓиев. Добро вечер, граѓани и граѓанки на Битола. 35 дена веќе. Битола скоро без престан протестира. Во Битола повеќе од 35 дена гори оганот на слободата. Има жарче кој што ја повикува цела останата Македонија да издржиме, да обстоиме, дека ќе победиме. Така е. Почитувани пријатели, другарки и другари, ми текна сега нашата пријателка од сестринската социјалдемократска партија Шведска, која се качи и која зборуваше дека во една Шведска е незамисливо да се одржи ваков тип на соби. Дека е незамисливо да се одржи ваков протест на 0 степени, на минус степени,
и да се бара слобода, да се бара демократија, да се бара слободни медиуми. На последната листа ще објавя Репортери без граници за медиумската слобода во светот. Шведска беше меѓу првите 3 држави, заедно со Данска и Норвешка, за најслободни држави во светот. Македонија падна 22 места и во друштво со Венецуела, Афганистан, Пакистан и сите африкански диктатури. Затоа ние во нашата неслободна Македонија, во нашата недемократска Македонија сме принудени да одделиме овој вестник за слободна Македонија, бидејќи вистината нема да ви ја кажат ни Сител, ни Канал 5, ни МТВ. Бидејќи цела време ни мачкаат очи. Гледате на што се сведе нашата Македонија, да мораме герилски, партизански да делиме летоци, за да им укаже на нашите граѓани каде е вистината и која е страната на слободата, која е светлата страна во оваа држава, почитувани граѓани на Битола. Груевски, кој што сака по секоја цена да го изгасне светлото во Република Македонија, да го стиснеш капалот и во Македонија да завладее мрак. Тоа е човекот кој што имаше смислен план да ги затвори сите медиуми кои што се дрзна да кажат нешто објективно или против него. Тоа се случи со сите скоро електронски медиуми, тоа се случи со сите пишани медиуми. Груевски сака да се однесуваме како швеѓани. Но она се случи од 24 декември, почитувани пријатели, е голем аларм за сите нас, е голем сигнал дека падна маската и се покажа грдото лице на оваа власт. Незамисливо е во држава која сака да влезе во Европска унија, да се бркаат брутално со сила новинари од собрание и се крши устав. Незамисливо е да се избркаат целата опозиција, сите 42 пратеници со специјално политичко обезбедување неидентификувано. Затоа сме секој ден на улица, затоа секој ден блокираме, затоа секој ден протестираме, се дури не покажеме на секој граѓанин во Република Македонија дека тоа нема да го дозволиме, дека Македонија не е Шведска, Македонија е на рангот на африканските диктаторски држави. И затоа сме тука и затоа тлее жарот и оганот и во Битола, и во Прилеп, и Ресен, и Виркисар, и цела Македонија. И ќе издржиме, и тоа значи да ќе одиме до крај, почитувани пријатели. Драги пријатели, другари и другари, ние сме денеска блокираме мост. Мост кој што патем речено 20 пати ветуваше оној бивш градоначалник на Битола да ќе го реконструира. И овој протест на мостот, оваа блокада на мостот, ме потсеќа на други темни времења во времето на Милошевиќ, кога храбрите слободарски, наши пријатели од Србија, со денови ги блокираа мостовите, со денови стоја на мостовите и му кажаа отпор на режимот, отпор на Милошевиќ. Така и ние велиме отпор на Груевски, отпор против неслободата. Сакам да потсетам на сите спинови на власта дека оваа партија, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, дека оваа коалиција составена од многу партии, Сојузот за еднината, дека ние не сакаме насилство. Оваа партија не е правена за насилство. Оваа партија е правена да ги почитува и да ги гради институциите. Но бевме брутално со насилство и сврляње од тие институции и сме приморани да бидеме на улица. Тоа не е по наша желба. Груевски со сила зацкрен зад полицијата кукавички не испаѓа од улици и затоа ние праќаме пораката само предвремени парламентарни избори може да го исправат овој срам кој случува во Република Македонија. Само такви избори може да направат дисконтинуитет на владењето на оваа ненародна, буквално диктаторска власт. И во таа смисла, оваа партија, оваа коалиција, овие граѓани сме спремни да одиме до крај. Се дури не си освоиме слободата. Ви тврдам дека слободата не чека за следниот агол. Мораме да бидеме стрпливи, мораме да бидеме упорни, мораме да веруваме во приказното во која што мора да се убедиме и да ги убедиме другите. И тука, драги пријатели, сакам да порачам две пораки.
Првата е, се лаже оној кој што мисли дека во Македонија постои друга опозиција, која што може да биде измислена, која што може да се појави на фингирани локални или парламентарни избори, да глуми опозиција по текот на Груевски. Таква опозиција нема. Таквата опозиција е на улиците. Таквата опозиција, вистинската опозиција е на лажевите ни Скопје и ни цела Македонија. И нека не се лажа дека може со измислени партии, со измислени подкупени личности да прават независни, навидно независни листи. Тоа нема да го дозволиме ние, Сојуз за Зиднината. Втората порака. Почитувани пријатели, ова борба не е борба само за СДСМ и само за Сојуз за Зиднината. Ова борба е да успееме да ги убедиме сите граѓани или големото мнозинство на граѓаните на Република Македонија, оние кои што декларираат за неопределени, оние кои што секој ден кој одиме на улица ни велат не сме во партија, ама издржате до крај, издржате во приказната со вас сме, може би сме се уште уплашени излезем на улица, ама верувате со вас сме. Ние, пријатели наши, треба да ги поттикнеме тие луѓе, да ги охрабриме за моментот кога треба да излезат на гласање, да го казнат овој режим, а да го казнат на предвремени парламентарни избори. Тоа е нашето барање, од тоа барање не отстапуваме. Тоа барање е единствениот начин да дојдеме во Македонија во која што можеме слободно да дишеме, во која што можеме слободно да говориме, во која што може да читаме нормални вестници, а да не бидеме принудени на ваква партизанска геrilска борба. Се дури сме надвор институциите, ние сме на улица. Се дури демократијата е сврнена од собранието од институциите, ние ќе практикуваме овде демократија. Да живее Битола, да живее Македонија!